Првите 5 дена од секој месец се голема трка за здравје. Нервозни пациенти, гужви во аптеките се редовна слика во првите денови од месецот, зашто само тогаш можат да се добијат така наречени лекови на рецепт, односно лекови за кои 80% од вредноста ја покрива Фондот за здравство. Поборувачката е голема, а количините на лекови со партиципација ограничени, па кој задосни, неопходниот лек ќе мора да си го плати од джеп. На време, еве, и нема половините сега, ќе на друго место ќе барам. Околу до 5 гледам да земам, иначе после ги нема. Вие спрејавите за астма имам, тие порачка маки мачувам, нема ги тие. Шо мине плотата, нема ги лекувате и готово. Али ние трчеме понапред пензионерите. Шом земеме пензијата, на време си ги земеме, има. Набавувам ги по на време. Не е дошло у криза да не можам да земам, а слушам дека довеѓала до таква криза. Се во ова е причина за големи гужви и во ординациите, каде пациентите мораат да ги набават неопходните рецепти. Први до 5 имаме не зголемен број, туку навистина гужва, притисок од пациентите, притисок врз пациентите, бидејќи тогаш сите брзаат да ги земат лековите од квотите, додека ги има квотите, и тоа ствара нервоза кај персоналот, кај пациентите, едноставно не е возможно да се постигне сите рецепти за неделата која за една недела да се издадат за целиот месец. Мора да се најде начин да се разреши, бидејќи навистина невозможно во тие денови да се обслужат сите пациенти. Например, 250-300 пациенти доаѓаат за рецепти за упут. Проблемот со лекови на товар на фондот ескалираше минатата година, кога квотите се намалија за околу 30%, односно за околу 10 милиони денари. Тоа значи дека ако една просечна аптека пред намалувањето на квотата обслужувала околу 3800 осигуреници, со намалувањето таа бројка е помала за 1/3 и во моментов изнесува околу 2700. Најголем проблем има за наоѓање на лекови за висок крвен притисок, срце, седативи, како и антибиотици.